А ние ќе се преселиме повторно во книгата на Исус Навин, каде што почнавме да зборуваме за Ерихон минатата сабота. И доаѓаме во 6 глава, книгата на Исус Навин, доаѓаме до сега денот, седмиот ден, каде што застанавме, кој што беше денот на падот на Ерихон. Прочитавме дека и од Библијата и од патриарси и пророци, израелците требало по Божја заповед во текот од 6 дена да го обиколуваат градот. Значи, околу надворешниот зид, целиот периметар на градот, поеднаш на ден, во првите 6 дена. Се сеќавате, напред оде избраните војници, специјалци би ги нарекле денес. Потоа одеше свештенството со ковчегот на заветот и позади нив целиот друг народ. И се што правеа беше да го обиколат градот и потоа сите се враќаат во своите шатори и ковчегот се враќа во неговиот шатор во светилиштето. Така 6 дена. 6 дена поред. Може да го читате тоа во 6 глава од книгата на Исус Навин. Но нас не интересира сега 7-миот ден од тоа обиколување. Што се случува на 7-миот ден? Апостол Павле вели, со вера падна ѕидовите ерихонски. Значи, не паднале со физика, не паднале. Тие овновските рогови, од кои што правеле труби израелците, не произведувале резонанција за рушење на ѕидовите. Не знам дали може да направат такви труби. Не знам дали некојаш луѓето направиле чисто така со звучен сигнал да се руши градба, објект, постоело такво нешто? Стакло. Од што пука стаклото? Сигурно? Јас знаев дека пука од надзвучната брзина на авионите. Од опреска пејачка може да пукне стакло. Предпослушам. Интересно. Но не знам дали можат да бидат срушени најтврдите ѕидови. Прочитавме дека на самите ерихонци ова обиколување во текот на 6 дена им изгледало прво смешно. Значи, што е ова сега? Ова не е војна, ова не е битка, ова не е воена стратегија, ова не е воена тактика, ова е мајтап. Но работата не била за смеење, бидејќи се уште биле исполнети со страв од тоа како Господ правил чуда пред израелците пред тоа, отварал мориња, пресушувал река Јордан и еден куп други работи. Така што ова било чудно што го гледале, но истовремено, значи смешно, но истовремено
сепак задржувале доза на страв, што ли сега ова значи и што ли ќе биде сега, што ли ќе се случи сега, понатаму. Но, што мислите, зашто Господ одредил 6 дена да се обиколува градот? И се пази, тоа е многу работа. Замислите, треба да влезат во светилиштето, да го земат ковчегот. Затоа биле одредени само конкретни левити што смееле да му се приближат на ковчегот и да го фатат за рачки, а не да го фатат него лично ковчегот, туку за рачки само да го фатат, да го стават на рамене и да го носат. Тоа беа синовите на Кат, само тие и никој друг. Па требало да се цел народ да се организира како поврка. Дали е тоа нешто едноставно? И секој ден да се прави тоа, целата таа процесија, и ништо не се случува после тоа, све си е постаро, и сите треба да се вратат после тоа во своите шатори, и ковчегот по сите прописи, по сета процедура да се врати во светилиштето, и ништо не се променило. Само требало така, и само 6 пати така, во текот на 6 дена, да се прави тоа нешто, а ништо не се менува. Многу векови подоцна Господ испратил порака преку пророкот Елисеј до сирискиот генерал Лепрозен да се избања колку пати во реката Јордан? 7. Значи, замислите, 6 пати се нурнувал во реката. И после 6-тиот пат ништо не се променило. Кожата му е лепрозна. Која лекција сака Господ да не поучи, кога нешто треба да го правиме? Тој и Борче неколку пати го спомена неодамна. Кога нешто треба да го правиме, иако навидум, дури после многу пати, навидум нема резултати. Ништо не се променило. Се си е исто. Ово е се уште лепрозен и после 6-тиот пат Ерихон е се уште читав, што би рекли србите, и после 6-тиот ден на обиколување. Со сета гњаважа, со сета процедура, со сиот труд, со сето внимание што го подразбирало организирањето на таа процесија секој ден. Колку тука има простор за искушение од типот зашто се прави се во ова, зашто волку труд, зашто што мора сега ова, кога ништо не се менува. После 6 дена ништо не се сменило. Господ сака да не поучи на упорност и истрајност. Верата често пати има и такви чуда кај што Господ од прва веднаш исполнува нечии молитви, па и нечии желби. Специјални. Но тоа не се случува често. Најчесто, бидејќи таков ни е карактерот, дрва неделкани сме, најчесто нам ни е потребна лекцијата за трпение и лекцијата за упорност и истрајност во верата. Значи, кога Павле вели со вера падна ерихонските ѕидови, што тоа значи? Не било вера ако еднаш го обиколат, 2 пати, 3 пати, дури 6 пати да го обиколат и тогаш да се откажат. А значи, ова не го бива. Не го бива. Дали е тоа вера?
Дали можел Нааман да се откаже после 6-тото нуркање во Јордан? Ништо не се сменило. Но, и тој знаел дека требало 7 пати, а и израелците знаеле дека требало 7 дена. Седмицата значи полнина, како што Господ, откако го создаде светот, починал во 7-миот ден, бидејќи тогаш све било создадено, све било комплетно, све било совршено. Не требало ништо, не фалело ништо. После жената ништо не фалело. Седмицата била полнина. Нашето трпение, нашата упорност, нашата истрајност можат долго да бидат тестирани, колку долго знае Господ. Но едно е сигурно, ние не можеме да кажеме временски до кога, за некои конкретни проби во нашиот живот, но едно со сигурност можеме да знаеме, додека не се исполни мерката, додека не биде совршено. Не мора да е тоа 7 пати, не мора да е тоа 7 дена, не мора да е тоа 7 години, значи бројот седмица, но Господ знае до кога треба да трпиме нешто, а тоа секогаш е додека не се наврши времето ли, додека не се наврши потребата за трпение, за истрајност. Додека, со други зборови, како карактер, не бидеме зрели, созреани, извежбани, прекалени, како поинаку, истренирани, за да го добиеме благословот што сме го чекале, така трпеливо. Затоа и Господ вели за самото спасение, за последното време, значи нашите генерации, а кој ќе издржи до крај? Што значи да се издржи? Тој ќе биде спасен. Значи, кој ќе биде спасен? Тој што ќе издржи до кога? До крај. Господ не ни кажува кога е тој крај. Не вели кој ќе издржи до 2027 година, до 2030 година, 31 година. Но кој ќе издржи до крај? Што може да биде тој крај? Може да биде и смртта моја, уште сега, а ако живеам и без да умрам, до крајот на времето на милост, до запечатувањето. Додека бидам зрел, додека верата не ми биде доволно извежбана, за да бидам запечатен, ако пред тоа не умрам. Но Господ го знае за секој еден од нас кога е тој крај, ако се работи за смрт. И како што сам Господ знае кога ќе биде крајот за целиот свет. Нашата лекција, значи, не е ние сега да испитуваме однапред кога е тој крај, иако човечки ние тоа така сакаме, нели? Па до кога сега ќе чекам, па до кога, па кога ќе биде? Но нашата лекција е да научиме трпение, да научиме истрајност, да научиме упорност. И тогаш кога не гледаме веднаш резултати, и тогаш кога после подолго време и напор и труд не гледаме никакви резултати, ако е тоа патот на верата, бидејќи Божјото Слово го трасирал, треба да бидеме упорни и да не се откажеме.
А резултатот кога тогаш ќе дојде? Кога Господ знае кога е најдобро. Кога е потребно да се случи. И сега доаѓа 7-миот ден, после 6 дена обиколување. Во 6 глава од Исус Навин, 15 стих, читаме: на 7-миот ден стана рано и го обиколија градот колку пати? 7 пати. И тука гледаме и тука некоја лекција. Се сеќавате, брат Борче, минатата сабота на вечер спомена кога притисокот се зголемува, кога Господ наместо олеснување што толку од вај го очекуваме, ние добиваме уште поголем притисок. Што треба да знаеме тогаш? Дека Господ подготвува нешто големо и славно. Ние одвај чекаме, до сега трпевме нешто, одвај чекаме сега олеснување, наместо тоа добиваме поголем притисок, поголемо искушение. Господ знае зошто. Наше е да веруваме. Шест дена го обиколувале градот, а сето тоа, рековме, подразбира многу гњаважа, многу труд, многу внимание, процедури. После 6 дена ништо не се променува, а 7-миот ден требало да го обиколат не еднаш, како секој ден пред тоа, туку 7-миот ден 7 пати. Значи, во последниот ден 7 пати поголема гњаважа. Зошто? Повторно лекција за истрајност и упорност. Реков, и на сирискиот генерал, и на израелците во овој случај, тие однапред им било кажено 7 пати, 7 дена. Тие тоа однапред го знаеле. Но лекцијата за нас, бидејќи се тоа се напиша за нас, вели апостол Павле, лекцијата за нас е кога не знаеме однапред до кога нешто треба да трпиме, или колку пати, ако е нешто што треба да се повторува, и ако не знаеме однапред до кога, да бидеме упорни. И дори тогаш кога по некои човечки критериуми логично очекуваме конечно олеснување, конечно резултат, а наместо тоа добиваме уште поголем притисок, уште поголема гњаважа сега, и тука не треба да се откажеме. Одиме до крај. Одиме до крај, кога е Божјата реч во прашање. Ова е важна лекција на верата. Кога е Божјето слово во прашање, одиме до крај. Што год Господ да допушта, одиме до крај. Затоа што Господ го знае патот и Господ не води по тој пат. Затоа одиме до крај. Ама и змии да се појават на патот, одиме до крај. Зашто Господ води на тој пат. И при 7-то заобиколување, свештениците затрубија во трубите. Тогаш Исус му рече на народот, овие зборови ги читавме, проклетството, и како блудницата Рават и незините требаше да бидат спасени, поштедени. Сето тоа, 20 стих, и затрубија свештениците со трубите,
И штом го чу народот гласот на трубите, сите извикаа со висок глас. Дали пред тоа требаше да викаат? Не, читавме минатата сабота. При претходните обиколувања не требаше да викаат, но овде читаме во последниот седмиот ден со 7-те обиколувања, тогаш кога затрубија свештениците, штом го чу народот гласот на трубите, сите извикаа со висок глас и сите дзидишта паднаа и целиот народ влезе во градот и секој од своето место и го превзедоа градот. И фрли во проклетство Исус се што беше во градот, мажите и жените, младите и старите, овците и магарињата, се истреби со меч. А на двете момчиња што ја извидуваа тајно земјата, Исус им рече: влезете во домот на жената блудница и изведете ја од таму неа и сите што се кај неа, бидејќи вие и се заколнавте. И потоа, ако читате, се кажува како беше спасена и поштедена блудницата Рава и незините домашни. Би сакал да продолжам со патриарси и пророци. Некои избрани мисли од оваа книга. 6-тиот ден, 515 страница од македонскиот превод. 6-тиот ден израелските чети на ист начин го обиколувале градот. 87-миот ден. И Исус навини ја приготвил Господовата војска. Значи, сета таа процедура, сета таа гњаважа, што рековме, сиот тој труд. Сите сега добиле наредба Ерихон да го обиколат 7 пати. Значи, многу поголема гњаважа во последниот ден. Обично, кога е најголем трудот или напорот во некоја битка или во некој надпревар? На крајот. Пример, ако завршува нерешено надпреварот 90 минути, истрчани, изморени, испотени, сега уште 2 пати по 15, да. Често на крајот се одлучува нешто. Да го имаме тоа на ум, никогаш да не излаже ѓавол да се предадеме однапред. Зошто? Затоа што секогаш, често пати, ако не секогаш, често пати битката, исходот се одлучува на крајот, кога и притисокот е најголем. Сега добиле наредба Ерихон да го обиколат 7 пати. И потоа, кога ќе слушнат силно трубење на трубите, да повикаат со сиот глас, зашто Господ ќе им го даде градот. Самите ерихонци, читавме минатиот пат, на што се надевале како заштита, како одбрана на градот, да што се надевале? Повторно ги испитале своите силни тврдини и се увериле дека тие можат да пркосат и на најсилниот напад. Видите, јас сеќавам претходните години многу се збореше за таа железна купола на Израел, како ќе биде демек непробојна, како ќе биде заштита, па сега иранските напади годинава докажа дека не е баш така. Имаше многу дупки во одбраната на Израел.
го споменав и Титаник на времето. Сето она што луѓето го прават како заштита, како безбедност, како гаранција, како... Сето тоа е трошно. Трошно. Немокно. Слабо. Сега добиле наредба Ерихон да го обиколат 7 пати и потоа, кога ќе слушнат силно трубење на трубите, да повикаат со сиот глас, зашто Бог им го даде градот. Огромната војска свечено ги обиколувала ѕидовите на осудените на пропаст. Се било тивко, само се слушал одмерен тупот на мноштво чекори и веќе вообичаениот звук на трубите кој ја нарушувал тишината рано изутрината. Звук на труба. На Синеската гора се слушала труба. Знаете чија била таа труба? Прочитайте си. Може би ќе ми одговорите следната сабота. При второто Христово доаѓање, читаме во Библијата, ќе се слушне труба. Знаете чија е таа труба? Како е нарекол апостол Павле, например? Божјата труба, призвук на Божјата труба, глас на архангел и Божја труба. Што ќе се случи на звукот на Божјата труба? Мртвите ќе воскреснат. Замислете. Тука нема резонанци. Мртвите да воскреснат. Нови тела да создава Господ на барем стотици милиони, ако не милиарди луѓе. На гласот на Божјата труба, на гласот на Синот Божји. Величествено нешто, страшно нешто. И ерихонците секоја сабајле слушале труба. Понатаму се вели масивните ѕидови од цврст камен, како да му прекоселе на налетот на овие луѓе. Стражарите на ѕидовите гледале со се поголем страв долу, кога по првото обиколување уследило второ. Замислете, до сега гледале како еднаш го обиколуваат градот и после се повлекуваат, така? Сега стражарите виделе како еднаш се обиколува градот во 7-миот ден, но наместо очекуваното повлекување, овие продолжуваат да обиколуваат. Само ќе замисли како се чувствувале ерихонците. Језиво, што би рекле србите. Што би можело да биде цел на ова таинствено движење? После првото обиколување уследило второ, потоа трето, четврто, пето и шесто. Каков страшен настан им предстои? Не смееле подолго да чекаат. Кога е завршен 7-миот круг, последниот, да? Маратонците го трчаат? Последниот круг. Ивана имаше маратонци кои што се откажува од трката. Значи не ја завршија. Се откажа. Тие не беа ниту последни, туку нешто полошо од последни. Се откажа од трката. Колку тоа лошо изгледа. Апостол Павле вели, трчајте и вие за да... А што значи да победите? Апостол Павле вели, добра војна војував,
Трката ја завршив. Верата ја одржав. Да ја завршиме трката, да не се откажеме, браќи и сестри. Да ја завршиме трката. Ако ја завршиме трката, оваа трка, ако ја завршиме, победуваме. Сите што ќе ја завршиме, победуваме. Тоа е целта. Да не се откажеме. Нема да е битно прв, втор, не е тоа битно. Важно е да се заврши и се победува. Кога, значи, бил направен седмиот круг, што се случило? Кога бил завршен седмиот круг, силната колона застанала мирно. Може вака во мисли да си замислите како тоа изгледало. Тие сцени. Мирно. Тишина. Кога се скрши седмиот печат, вели откровението, што се случи на небото? Настана тишина. Од половина час, продолжението. Настана тишина. Што значи таа тишина? Кога Ное и неговите влегле во ковчегот и ковчегот беше запечатен од Божи ангел, што се случи веднаш после тоа? Ништо. Тишина. За цели 7 дена ништо не се менуваше. Каква лекција треба да извлечеме од сето ова? За цели 7 дена ништо не се промени додека не почнаа првите капки дожд. А тие први капки беа ужас за предпотопните безбожници. Тогаш застана мирно, кога се заврши сето она што Господ го заповедал. Трубите, кои известно време замолкнале, затрештиле повторно со таква сила, што дури и земјата се потресла. Чи звукот сепак си врши некоја функција. Но ѕидовите не паднале од звукот. Ѕидовите паднале од верата, читаме. Со вера се срушија ерихонските ѕидови. Цврстите камени ѕидови со своите силни кули се потресле и се залулале во своите темели, па со силен шум и со ужасен трескот се орнале на земјата. Жителите на Ерихон биле целосно парализирани од страв, а израелските чети непречено влегле и го зазеле градот. Сите жители на градот и се живо што се наоѓало во него, мажите, жените, старо и младо, воловите, овците и магарињата морале да ги убијат со меч. Била поштедена само верната Рава и незиното семејство, зашто тоа и го ветеле изведниците. Градот бил спален, неговите палати и храмови, величествените згради со сите нивни раскошни украси, со богати драперии и скапоцени облеки биле проголтани во пламенот. Што ќе се случува на крајот со овој свет? Ќе биде запален, ќе биде обземен од пламен. Како што Христос рече и за храмот, и за Ерусалим, све во свое време, кога ќе биде навршена мерката на беззаконијата, кога ќе биде завршено времето на милоста, кога ќе дојде крајот и на Божието трпение. Целосното уништување на ерихонските, односно на хананските жители, било само извршување на заповета однапред дадена преку Мојсеја, 5 Мојсеева 7.2,
и кога ќе ги разбиеш, сотри ги за хананските жители. 5 Мојсеева 20 глава 16 стих. Но во градовите на оние народи што ти ги дава твојот Господ Бог да ги наследиш, не оставај ниту една жива душа. Зошто Господ дал вакви строги, сурови наредби, све да биде уништено? Повторно, им дошол крајот на милоста, ги навршиле своите беззаконија. Чашата се прелила. Така и на овој свет, еден ден ќе му дојде крајот на милоста. И еден ден, кога ќе заврши милоста, ќе настапи Господовиот ден, страшниот ден, како што го нарекле малите пророци. Темниот ден, денот на Божиот гнев. Господ не се променил. Истиот Господ за кој што во сите цркви зборуваат дека е милостив, дека е полн со љубов, тој ист Господ ќе приреди многу пострашно уништување, тогаш врз царството на зверот, обединетиот свет под владата на Антихристот. Од сите уништувања што ги читаме во минатото во Божјата реч, дури поголемо и пострашно уништување од самиот потоп. Елена Вајд коментира и вели: на мнозина овие заповеди им изгледаат спротивни на духот на љубовта и милосрдието, на она на што се укажува во други делови од Библијата. Но всушност, тоа е она што го барала бесконечната мудрост и правда. Населувајќи ги израелците во Ханан, Бог имал намера тие како нација да развијат систем на владење што би представувал манифестација на неговото царство на земјата. Тоа е вистинската теократија. Тие требало да бидат не само наследници на вистинската вера, туку и низините начела да ги расшират по целата земја. Хананците потонале во најодвратното и најниско незнабоштво, па било неопходно земјата да се очисти од она што на вистина го спречувало исполнувањето на Божјите милостиви намери. И следуваат разни други пасуси за тоа како уништувањето на хананските народи требало да се случи како казна за навршените беззаконија. Уште само еден пасус. Елена Вајд вели колку лесно небесните војски ги урнале ѕидовите на Ерихон. Тука ни се кажува кој ги урнал ѕидовите. Кој ги урнал ձидовите? Исус Навин со кого се сретнал пред обиколувањето на Ерихон? Значи, Господ е војсководец на небесните, Божиот син бил војсководец на небесните војски. И тие си имат сите чинови, цела хиерархија има небесната војска. Кој ги слушал ерихонските ѕидови? Небесните војски. Колку лесно небесните војски ги урнале ѕидовите на Ерихон, на тој горд град, чии што тврдини 40 години пред тоа толку страшно ги уплашиле срцата на неверните извидници, оние неверници, што Мојсей ги пратил, се исплашиле од ѕидовите и на Ерихон. Колку се тврди, вели, нивните градови. Не можеме да ги освоиме. Па се разбира, не можете. Тој не се бара од вас. Вие да ги освоите. Од вас се бара само вера во Божието Слово. Бог ги врши делата. Ние не можеме да се оправдаме со наши дела, бидејќи нашите дела се никакви. Од нас се бара вера во Божјата Слово, Божјата реч, Божјата сила, во Божјите дела.
Со вера падна ерихонските дзидови, Евреите 11:30. Значи, сето оне на што ерихонците се надевале, тоа паѓа како кула од карти. Оно на што египјаните се надевале, Господ тоа им го сотрува. Водата се претвора во крв. И сите други што ги споменавте. Луѓето денес на што се надеваат? Градат бункери, слушам. И собственикот на Фейсбук бункери градал. На што се надеваат луѓето? Сега на бункери се надеваат. И Хитлер се криеше во бункери, знаете? Знаете што се случило со тие бункери? После само еден напад на советската авиација во тоа време. Какви бункери? Што мислат луѓето дека ќе ги спасува од нуклеарна војна? А да не зборуваме од Божиот гнев. Во Библијата ни се кажува што некои ќе викаат. Ке бараат камењата, планините и камењата да ги поклопат. Зошто? Тоа е очај. Значи, да се скрием под планина, да изградам бункер под планина и ќе бидам безбеден. Ајде. А Господ вели, ако имаш вера, планините можеш да ги поместуваш. Какви планини, какви бункери? Ништо нема да те спаси. Ништо не може да те спаси, освен Господ. А ако е Господ твој непријател, што може да те спаси? Никој и ништо на овој свет. Водачот на Господовите војски зборувал само со Исуса навина. Тој не му се открил на сиот народ на израелците, на кој им било препуштено да им веруваат на зборовите на Исус навин, или да се сомневаат во нив, да им се покоруваат на наредбите што ги давал Бог преку него, или да го отфрлат неговиот авторитет. Ги разбирате овие зборови? Значи, како и во времето на Мојсеј, народот го слушал само Мојсеевиот глас, како заповед. Господ му кажувал на Мојсеј што да кажува. Но народот го гледал само Мојсеј и го слушал само Мојсеј. И сега, народот го слушал сите овие заповеди и за обиколувањата, и за трубите, и кога да викаат, кога да не викаат. Сето тоа, они го гледале само Исус навин како им заповеда. Они не гледале никој друг. Ниту ангели, ниту Господ. Само го гледале нивниот водач. Дали може да се сомневаат сега? И да роптаат како во времето на Мојсеј? Елен ни кажува, тие не можеле да ја видат војската на ангелите што ги придружувала под водство на Божиот син. Можеле да помислат каков е тој бесмислен и смешен потфат да се обиколуваат градските ѕидови трубејки во труби од овновски рогови? Тоа не може да има никакво влијание врз оваа силна тврдина. Дали имало израелци што вака си помислувале? Меѓутоа, токму тоа едноставно продолжување на оваа церемонија, се до уривањето на ѕидовите, на многу израелци им дало можност да ја засврстат и да ја покажат својата вера. Требало да им се вреже во духот фактот дека нивната сила не зависи од човечката мудрост и моќ. И ова е тоа што Господ сака нас денес да не научи. Нашата сила не зависи од човечката мудрост и моќ. Туку дека нивното спасение лежи единствено во Бога. Требало да се навикнат потполно да имаат доверба во силата на својот небесен водач. Нека му е фала и слава. Амин.